Здраво, јарци, здраво и добре дојдовте во ова видео во кое ќе ги толкуваме љубовните пораки за вас, јарците, и за периодот кој следи. Значи, јас сакам овде заедно да ги толкуваме пораките. А како ќе го направиме тоа? Многу едноставно, јас сум тука да ја пренесам пораката, а вие сте тука да и го најдете вистинското место во вашиот живот, да ја однесете таму каде што припаѓа. Значи, ако чуете нешто овде што мислите дека нема смисла, тогаш тоа не е за вас. Оставете, не обрнувајте внимание. Она што е за вас ќе си го препознаете. Јас ви посакувам сега да ве води. Сега да видиме што носи периодот за вас, јарците. Интересен месец, многу настани, многу случувања. И за сите ќе биде различно. Еве некој од вас гледам дека вие се наоѓате во некоја многу неубава, не позитивна, некаква тешка ситуација. Тешка не е таа тешка, неподнослива, но нема тука ништо радосно, ништо нема задоволство и среќа за вас. И сега вие прекуглавате од таквата ситуација, тоа трае некое време и вие сега сте решиле да ги земете работите во своји раце и ќе се упатите кон некој лав, овен, можеби стрелец, и кон него вие одите за да понудите нешто, а ќе нудите љубов, ќе нудите емоции. Тоа е малку необично од вас, затоа што вие малку и тешко ви да покажете емоции, но одеднаш имате потреба за тоа и ќе го направите. И она што доаѓа за возврат, тотално неочекувано од ваша страна, вие се плашите што ќе дојде за возврат, но она што доаѓа е значи голема радост, среќа, љубов, благосостојба, состојба во која работите даваат надеж дека ќе одат на подобро и многу ќе се развиваат, ќе растат. Значи прекрасни моменти ве очекуваат, ако за сите вие решителните што ќе го направите ово. Сега, некој па друг дел од вас, вие се чувствувате, енергијата ова е слична, ве следи и едните и другите, сте во некоја неубава ситуација. Вие се чувствувате измамени, се чувствувате отфрлени, изневерени. Но за чудо јас мислам дека ова па не ве погаѓа кој знае колку. Да, ве пречи, ве растажува, ве оптеретува, но не е она крајно скршено срце, тоа не го гледам, тоа не постои. И едноставно се чувствувате изневерени некако и исто и вие работите ќе си ги земете овој пат во своји раце и нема многу да чекате. Току веднаш се впуштате во некоја нова авантура. Можеби вие ќе бидете тој со големата страст што доаѓа, или па за возврат добивате многу голема страст. Од другата страна, не знам, ќе си препознаете ви од која страна ќе бидете, но ова авантура, која вие мислите дека е само страст, задоволство на сетилата и ништо повеќе, ова ќе прерасне во нешто што ни на крај памет не се надевавте и не очекувавте. Ова ќе прерасне во нешто многу, многу големо, дури за некого и брак. Ако не е брак, ќе изградите нешто долго, нешто трајно, нешто убаво со партнерот. Друг дел пак од вас, јас гледам дека кај вас некој циклус никако да престане. Да, ова може би е за вас сами што сте сингл. Овој циклус никако да престане, вие во домот сте преоптеретени со тоа зошто сте сами. Вас дома не ве оставаат на мир и постојано ви зборуваат како не треба да останете сами, како треба да си најдете некоја сродна душа, да си го
живеете живото, не смеете да останете сами, не се живее сам и така натаму, вие прекуглава од сето ова, но можно е овој циклус да заврши некако периодот. Можно е да направите вие нешто или па нешто дома се случува и ова нешто ќе заврши, можеби не знам, ќе видиме како ќе се одвива, ова не е нешто одеднаш што ќе се случи, но можеби ова нешто ќе заврши, нешто ќе се промени овде. Енергијата ќе се промени кај тие што постојано ве оптеретуваат со овие зборови. Сега кај друг дел од вас, кај вие што сте сами пак, вие пак, знаете, вие носите премногу багаж од претходните искуства. Вие никако да го оставите. Кај да одите, што и да правите, вие овој багаж не го оставате. И тоа овој багаж е апсолутно бескорисен. Овде нема ништо од кое вие може да црпите. Вие мислите дека тука ви се вас изворот на мудрости кои доаѓаат од искуствата. Воопшто, ова е нешто што се случило, завршило и тоа веќе не игра улога во ниту една наредна врска. Вас ова сега само ви го, знаете, ова што ви прави, ева што ви прави. Ова вас ви го заматува видикот. Вас ве прави ова сега да не гледате нити кај одите, нити па да препознаете што доаѓа кон вас. Тоа е проблем кога го носите овој багаж. Она што доаѓа кон вас се премногу можности. И тоа не е добро. Знаете колку можности доаѓаат? Можности, значи премногу можности. И тоа сите овие се преубави, овде има чувства, овде има сродна душа, овде има страст со некој, овде има дури убава иднина со некого. Но ова се различни можности, затоа вака ги споменувам некако неповрзано. Значи се е позитивно, како и да е, што и да е можностите, какви да се позитивни и преубави. И вас ова може да ве спречи, затоа ве молам, значи препознаете го моментов овие кои за вас поракава и оставете се што било досега, тоа веќе не важи, тоа не игра улога, си го отслужило своето во периодот кога траело и завршува крај, не ви треба повеќе. Оставете го и прифатете го она што доаѓа, за да не го испуштите. Затоа што она што доаѓа, е многу убаво. Само да прочитаме пораката. Животот е премногу драгоцен да се потроши. Вие ја креирате својата реалност преку она што мислите, сонувате и замислувате. Значи, како овде може да се одветствува? И па така, значи, не мислете на ништо лошо, зашто не го оставите тие лоши мисли и песимистички, оставете ги настрана. Многу убави работи ќе дојдат. И еве што доаѓа. Минатото е веќе зад вас. Ослободете се и прифатете ги новите можности. Дали, значи, ова е страшна потврда на она што досега го зборуваме. И прифатете ги новите можности. Нов пат е пред вас. Следете го со верба, извинувам. Значи, ова е на вистина голема потврда на она што ви го кажувам, затоа ве молам, внимавајте на мислите, на зборовите, внимавајте што носите со себе, оставете багажот, зад вас не постои и тоа, ќе то живеете убави работи. Еден друг дел од вас, вие пак
вие или партнерот, сега на која страна сте не знам, вие знаете најдобро, но вие многу го гушите партнерот, го давите или вие сте тие кои се чувствувате дека ова веќе ве гуши, не можете повеќе. Овде не можете повеќе вака. Ова мора да заврши одма и сега и јас верувам дека ќе заврши. Значи тие што сте во токсична врска, таа завршува по секоја цена очигледно. Ова е смрт и не е физичка смрт во никој случај, тоа не грижете се, но ова е показател дека завршува тој период на страдање, период каде што вие сте во една тешки окови, пранги, значи овде ништо нема добро и тоа веќе завршува, не грижете се. Некој друг дел од вас, некоја водолија ќе донесе многу среќа, ќе донесе многу радост. Убави моменти ќе доживеете за таа водолија. И тоа е тоа. Времето ќе покаже што доаѓа кон вас, доаѓаат едни прекрасни работи. Единствениот што можете да го спречите тоа сте вие самиот или вие самата. Драги мои, се надевам уживавте. Јас колку посакувам овде да можам долго да ви кажам се што има сите ситници, меѓутоа за жал толку не е времето. И колку е толку е, се надевам уживавте, се надевам нешто ќе пронајдете што ќе ве води. И до следното видео. Чао, чао!